Со комбинација на талент и верба до остварување на сонот, додека многу млади на возраст, колку што има и мојот следен соговорник, сега размислуваат на социјални мрежи, на игри, дел од младите се насочуваат кон тоа што значи талент, односно во случајов спорт. Ќе раскажам една убава приказна во последниот разговор денес од Македонија наутро на младиот Сергеј Маљановски Арнаудовски, кој што има само 12 години, но веќе позади себе реди голем број на успеси. Гледајќи го неговото CV, само ќе прочитам дел од последните места, први и втори, кои што ги освои еве 2022 сега на триатлон надпревар во Струга, прво место во категорија кадети, во Загреб на триатлон надпревар, второ место исто така во категорија кадети, во Сплит на триатлон надпревар Маријански джир, прво место категорија кадети, на Охрид маратон, трето место категорија кадети, пливање 2500 метри. Сергеј, добро утро и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Сега знам дека вие спортистите не толку многу љубите да зборувате пред камера, ама се надевам дека ќе те опуштиме. Пријатно е во студија, така? Да. Триатлонец. Што тоа значи? Што тренира Сергеј? Ајде малку така да дадеме вовет. Да, триатлонот е комбинација од три спорта, а тие спортови се пливање, возење велосипед и трчање. Според она што го знам за тебе, почнуваш со пливање на 7 години, сега кажав имаш 12, меѓутоа брзо го оставаш пливањето, почнуваш да тренираш кошарка, па потоа известно време до некаде 10 години со спортот како да беше малку на пауза. Па така, да. Значи... Кога повторно решиш, што беше тоа жарта во тебе да се вратиш и да кажеш дека да, навистина ме бива за тоа, ќе продолжам да се спортувам? Па, кога почнав, пред да почнам со првиот тренинг, се присетив дека имам нешто недовршено, дека сум почнал, не сум го завршил и навистина сакав да го завршам тоа што го почнав и реков ќе пробам, немам што да изгубам и ми се допадна пливањето и продолжив. Така. Сега, бидејќи твојата мајка е наша колешка, ми се допадна приказната, пред известно време се пријавуваш на маратон, така беше за трчање? Не. Што беше првото кога освојуваш така, без да одиш, без многу подготовки, одиш и освојуваш прво место, така беше, на што беше тоа? Не, беше трето место. Трето место беше, добро. Тоа беше маратон, исто 2500 метри во Охрид, со само 2 недели тренинг. Со само 2 недели? Да, и се пријавив на тој маратон, го отпливав далеку од времето кој што беа првите, но не се откажав и го завршив. Така. Сега, ајде околу, јас само напоменав дел од последните убави награди. Прво, второ, трето место и трето место не е дефинитивно за подценување и само да се учествува не е за подценување, бидејќи и самото тоа си носи добробит за воиднина. Кои се вака едни од подрагите исто така признанија кои што ги имаш добиено и места, бидејќи има многу од 2020 година па до 2022, но ете да ги наброиме барем овие од ова. 2022 година гледам ги има уште многу на листава. Па да, јас немам никои најдраги награди, но би ги издвоил наградите од Хрватската триатлон лига, исто како и трето место во дисциплината 800 метри краул, пливање, на надпревар во Хрватска. Така. Исто така гледам тука државно првенство во пливање Охрид, трето место, дисциплина 200 метри делфин, исто така трето место категорија постар пионер дисциплина 200 метри краул, ова исто така пливање. Како успеваш да ги усогласиш и да ги скомбинираш обврските што едно дете, тинејџер на твои години треба да ги има и со училиштето, но и со спортот и како поминува една твоја недела? Колку пати тренираш, колку пати треба да се посветиш сега веќе, за да дојдеме до овие надпревари и за да добиеме едно од првите 3 заслужени места? Па, најпрво, најбитно е менеџирањето на своето време. Тоа што треба секој спортист да си го знае, тоа треба да му биде како прво нешто, така да си го повторува секој ден. Да, да знае кога што треба да прави, затоа што јас кога ќе се вратам од училиште, знам кога треба да напишам домашна, кога треба да се одморам, кога треба да се спремам за тренинг и
Да, ме прашавте колку пати. Колку пати тренираш? Секој дневно си бара да имаш рутина, бидејќи триатлонец, кажавме, не си насочен само кон еден спорт, правиш комбинации од 3 спорта, па како тоа го согласуваш на неделно, дали мора од сите типови да имаш тренинзи, како да тие комбинации ме интересира? Да, сите 3 спорта во триатлонот мора да се тренираат. И сега некогаш ќе има по 2 тренинга на ден, да кажеме возење велосипед и пливање или трчање. И таква е некоја комбинација. А пливање имам во главна скоро секој ден. Дали дете на твои години, на 12 години, мора да внимава и премногу на исхраната или тоа се доаѓа и понатака со годините? Внимаваш исто така пред тренинзи, пред надпревари, како се јаде, што се јаде? Успеваш ли да одолееш на пици, сендвичи? Па, сега, пред триатлонот, ден пред триатлон, обично јадеме пица или, знаете, шпагети, макарони. За енергија повеќе. Да. А пред денот на надпреварот, доручекот, никогаш не сме да биде нешто тешко и да се одбегнува обично млеко. Јас конзумирам оризово млеко пред надпревар со мусли, најчесто овес. Така. Исто и пред пливање, никаква тешка храна, а и после надпреварот, ако надпреварот е неколку дена, исто не треба да се прејадеме, па после да не може да... Но редовни оброци сигурно се задолжителни, така? Да. Не сме ни спортист да се остави гладен. Така. Имаш следни предизвици, еве сега летово заврши, но надпреварите се продолжуваат и до крајот на годинава, почетокот на следната година. Што ти е вака во календарот следно зацртано што би сакал да го оствариш, да го реализираш со учество и со некој од првите 3 места? Па да, сега триатлон сезоната заврши, почнувам со пливачката сезона и следниот, да кажеме, најбитен надпревар за мене е зимското државно првенство. Така. А после тоа би сакал да направам норме за во Хрватска, да настапувам на тоа државно првенство. И после почнуваме повторно со триатлон сезоната. Не прашав каде учиш во моментов? Да, учам во основното училиште Димитар Миладинов. Каде се гледаш во иднина, средно образование, можеме и за факултет да те прашам, дали ќе се насочиме кон спортот повеќе? Да, значи за средно училиште би сакал да одам во музичко средно училиште. Сега тоа ми е желбата, понатаму може ќе се смени, за факултет уште немам размислувано. Спомена музичко средно училиште, доаѓаш од семејство каде што се негува и спортот и културата, односно уметноста, и така и сакав да завршиме. Малку себично прашање, но очигледно те влечат и двете работи. Да. Нема нешто што би можеле да издвоиме. Да, двете работи ме влечат, и музиката и спортот. За сега успевам да одам на двете, на музичко и да спортувам. Како успеваш оние да ги победиш од тие врснички муабети што сите посветени деца ги поминуваат некако низ животот? Ај сега многу тренираш, ајде дојде со нас да играме нешто, ајде да играме на Sony PlayStation. Како успеваш да се справиш со тие предизвици на врсниците, да им објасниш дека ова што сега го правиш, те прави среќен, те исполнува и ти го трасира патот за во животот понатак? Да, мислам, јас имам зацртана таква рутина да кога имам тренинг, тренингот би го пропуштил само ако нешто ми е, дали сум повреден, дали нешто ме боли. А за други работи, да кажеме со пријателите, да одам надвор, ретко кога се случува да пропуштам тренинг заради тоа. Тоа е на прво место, да. Мора да биде. Го имаш баш тоа спортското работа, ред и дисциплина, само дисциплина, што носи до успеси. Сергеј, благодарам за тоа што ни ја раскажа твојата приказна и низ фотографии. Видовме и неколку фотографии од твоите последни надпревари. Ке се видиме повторно, бидејќи имаш, ми кажа, доста цели кои што треба да ги оствариш. Триатлон сезоната е завршена, но ете ќе почне нова сезона, доаѓаат годините пред нас, така да ќе се видиме сигурно со медали и со пехари тука во студија. Се надевам. Продолжи да бидеш инспирација за младите, за твоите врсници, а ние ќе ги следиме твоите успеси во спортот.
Благодарам што еднаш гледаше вчера фудбал. Македонија, Бугарија. Се разочара малку на резултат. Се разочара.